Насловна страна на денешниот дневник. Вандализиран дигиталниот споменик на Прличев по само 2 дена од поставувањето. Не е време за даночни реформи, велат од Хотам. Низок степен на реализација на владините антикризни мерки во туризмот. Охриѓани и стружани ќе се едуцираат за пристап до бесплатна правна помош. Илјадници луѓе ширум светот учат гитара од видеолекциите на охриѓанецот Гуговски. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и посвежо со осетен пад на дневните температури на максимални 24 степени Целзиусови попладне и вечерта, услови за врнежи од дожд, грмотевици и локално појава на невреме. Во сабота над Европа претежно сончево со локална облачност и топло време. На Апенинскиот и Балканскиот полуостров и над Алпите умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, но и невообичаено студено за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во сабота времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици и постудено во јужните и крајните источни делови на полуостровот, претежно сончево со локална облачност. Максималните дневни температури на Балканот од 21 до 30 степени. Во Македонија во сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветер и пад на температурите, ќе дува до умерен слаб ветер од променлив правец. Минималните од 10 до 19, максималните од 21 до 30 степени. Во Охрид во сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо со пад на температурите, минималната 14, дневната 24. Во недела во Охрид умерено облачно и нестабилно време, ќе има врнежи од дожд, грмотевици, температурата 23. Во понеделник и вторник стабилизација на времето, ќе биде претежно сончево со локална облачност и потопло, минималната 13 односно 14, дневната 28 односно 31 степен Целзиусов. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш за доволни клиенти. Дисконт Златна капка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Ни 2 дена не издржа споменикот на Григор Прличев на плоштадот Долна Порта. Дигиталниот паметен споменик е нефункционален откако вчера непознати лица го вандализирале, го пресекле доводот на електрична енергија, го отстраниле македонското знаме и ги искорнале написите. Јавноста згрозена од срамниот вандалски чин. Од полицијата велат работат на откривање на сторителите. Авторот на споменикот, професор доктор Анис Сефиданис, апелира за повисоки стандарди за заштита на вакви проекти и да се работи на едукација кај помладите генерации за да се прекине појавата на вакви девијации. Нецели 2 дена откако беше поставен, споменикот на Григор Прличев вандализиран и неспособен од функција. Непознати лица го пресекле доводот до електрична енергија, го отстраниле македонското знаме и ги искорнале написите. Се обиделе да ги отворат и металните врати за да стигнат до главниот компјутер, но поради цврстиот материјал и безбедносните брави не успеале. Случајот бил веднаш пријавен до СВР Охрид. По насока најавен обвинител на местото на настанот увид извршиле полициски екипи. Се преземаат мерки за расветлување на настанот, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава, информираше портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Авторот на споменикот, професор доктор Анис Сефиданис, вели дека не му се познати причините за вандалскиот чин, но додава дека уште при самото поставување на споменикот на плоштадот, тој не бил прифатен од сите во околината. Не би сакал да алудирам на ништо, бидејќи не сум ниту политиколог, ниту социолог. Иако имавме претходно неколку опомени или закани кои ги пренесивме во службите на полицијата. Се надеваме дека се работи само за изолирани случаи. Јас, како што кажав, не можам да тврдам дека лицата од кои сме добиле одредени закани или било што друго, дека стојат изад онеспособувањето на споменикот, но тие податоци беа доставени до полиција, а понатаму ќе се надевам ќе се откријат вистинските сторители. Прличев своевремено се соочувал со многу поголеми удари од сегашниот кон неговото културно наследство, вели професор Сефиданис. Тој апелира да се афирмираат проекти од културен карактер, личности кои се природбеници како Прличев, повисоки стандарди за заштита на вакви проекти и најважно да се работи на едукација кај помладите генерации за да се прекине појавата на вакви девијации. Материјалната штета е занемарлива и тотално неважна во однос на таа духовна и символична која е нанесена на проектот кој го отелотворуваше духот, делото и културното наследство на Григор Прличев. Јас само сакам да повикам сите заедно, државата, институциите, ние граѓаните, да не дозволиме да се креира амбиент кој ќе ги окуражува екстремистите од било која идеологија. Охриѓани го осудуваат вандалскиот чин и сметаат дека треба да се посвети поголемо внимание на заштита на јавните добра во градот кои систематски се уништуваат. Баш вчера го видов споменикот кај Малинов плоштад што го велиме ние и баш сум изненаден од тоа што е поставено нешто за да гледаме и луѓе во швидото странство да гледат. Меѓутоа, она што со Бајлево го прочитавме, не содействува и со нашата култура и со она да го покажеме на народот, да речем. Не е добро. Не е само тоа, има и многу други такви слични работи што не ги оправдуваме. Сепак треба малце да се цивилизираме, да си покажеме македонштината, не некои силеџиски работи. Сега дали е тоа направено од наши луѓе или од гости, затоа што тука немајме да тврдиме. Чим е за Григор Прличев и се уништви, тоа е значи вандализам од невидени размери, тоа што тој е културен тез. Да беше некој револуционер, вака и така ќе речиш, ама некој се за едната страна, некој ама за писател, за природбеник како што Григор Прличев. Така да треба многу заштита да се направи. Значи, не само тоа на сегашниот начин, него наназад е уништвено систематски уништвено.
Не е добро, тоа е спомен. Некој се борил за нас, за добротата наша, за понатака иднинава да ни е добра, ама не знам што да ти речам. Треба поголема заштита на спомениците, тие се историјата. Како било вред, не е тоа вред. Не би требало така да биде. Не би требало. Секако ги осудувам. Професор Сефиданис и неговиот тим активно работи на рестартирање на споменикот. Се работи со безбедносните служби и на изнаоѓање начин како споменикот во иднина да се заштити. Дигиталниот паметен споменик, преку кој на плоштадот на уметноста Долна порта во скреснува Григор Прличев, беше промовиран во средата. Футуристичкиот споменик, преку холографската технологија, тродимензионалниот мултимедијален интерфејс и просторната звучна акустика го оживуваа виртуелниот аватар на поетот во срцето на неговиот роден град. Иновативниот систем е изработен од компанијата Сефиданис, во чии лаборатории на суперкомпјутерот се развивала целата технологија, а во целокупната реализација учествувал голем тим на лица од разни области под водство на професор доктор Анис Сефиданис. Здраво живот! Јас сум виртуелен Прличев. Сакаш да чуеш едно мое писание? Хотелската асоциација смета дека не е време за даночни реформи. Кризата во туристичката индустрија се уште се чувствува. Даночните реформи ќе зголемат сивата економија во туристичката индустрија. Компаниите ќе се обидуваат да затајуваат даноци или ќе ставаат клучна врата. Даночните реформи ќе бидат дополнително оптеретување на хотелско-туристичкиот сектор. Компаниите после 2 годишни загуби во пандемијата за прв пат годинава очекуваат позитивно салдо за закрепнување, но зголемувањето на даночните стапки ќе значи нов товар и уназадување, велат од Хотелската асоциација. Кризата во туристичката индустрија си уште се чувствува. Не е време за даночни реформи. Мислам дека не е моментот сега да се донесат овие закони, заради тоа што уште индустријата не ни е на здрави нозе како што треба. Имаме поскапувања секојдневни од сите аспекти, да не ги спомнуваме, нели, и ова ни е сега еден капак од горе. Даночните реформи ќе зголемат сивата економија и во туристичката индустрија. Компаниите ќе се обидуваат да затајуваат даноци или ќе ставаат клучна врата. Ова ќе значат само зголемување на сивата економија. Многу фирми помали што ќе можат да кријат, ќе кријат, поголемите фирми што не можат тоа да го прават и треба да доработуваат и да плаќаат за нив. Значи, со други зборови, пак не е сразмерно. Едни не плаќаат данок, да кажам, и претходно не плаќале данок, криеле средства, други плаќаат секогаш данок и кој ќе треба да се поделат некоја помош или било што не ја добиваат подеднакво. Според Хотам, мерките на владата за помош во кризата со пандемијата не ги дадоа очекуваните резултати. Тоа го потврди денес и извештајот на државната ревизија. Ревизорите утврдија низок степен на реализација на антикризните мерки во секторот туризам. Владините мерки за намалување на ефектите од пандемијата во секторот туризам имале делумно влијание. Има низок степен на реализација на мерките во секторот туризам, недостапни се навремени, консолидирани и јасни податоци за доделената финансиска поддршка, што оневозможува да се изготви анализа за ефектот на мерките. Ова се заклучоците на Државниот завод за ревизија, кој на својата веб страница го објави конечниот ревизорски извештај на тема ефикасност на преземените мерки и политики за намалување на ефектите од пандемијата во секторот туризам. Низок степен на реализација на владините мерки во секторот туризам, констатира Државниот завод за ревизија. Ревизорите го опфатиле периодот од 2018 до 2021 година и ја анализирале ефикасноста на преземените мерки и политики од државата за намалување на ефектите од пандемијата врз туризмот. Недостапноста на навремени, консолидирани и јасни податоци за доделената финансиска поддршка оневозможува да се изготват навремени и ефикасни анализи за ефектот на владините мерки, посочуваат во извештајот кој е објавен денеска ревизорите. Тие утврдиле низок степен на искористеност на ваучерите за домашен туризам од само 55%.
52% биле искористени од грантовите за туристички водичи, 68% грантови за туристички агенции, само 48% поврат на туристичка такса за 2019 година. Помошта за хотели надвор од туристички места останала нереализирана, а од финансиската поддршка за туристички агенции искористени се само 61%. Ревизорите констатирале дека не се следи реализацијата на планираните активности во Националната стратегија за развој на туризмот и дека е незадоволителен степенот на имплементација на акцискиот план. Во делот на реализацијата на програмските активности на надлежните институции за туризам, утврдено е континуирано намалување на буџетот за периодот од 2018 до 2021, со исклучок на 2020 година. Исто така, утврдена е потреба од унапредување на институционалните капацитети, соработка и координација на активностите на централно и локално ниво и формирање на комитет за туризам како орган од највисок ранг надлежен за туризмот во земјава. Со престанок на работата на координативното тело за туризам не постои целосна координација помеѓу институциите и носителите на секторот туризам, заклучуваат ревизорите. Во однос на економските мерки за справување со пандемијата, утврдено е отсуство на документација за извршена претходна анализа и проценка при креирање на мерките, на која се базира планираниот опфат и потребните средства за секоја економска мерка, условите и критериумите за нивно доделување. Владата нема воспоставено систем за следење на секоја мерка одделно и не е развиена и објавена централна база на податоци во која на дневно или месечно ниво би се објавиле информации за степенот на реализација на секоја поединечна мерка. За доделената финансиска поддршка на туристичките агенции од шестиот пакет мерки, ревизорите констатираат дека не е утврден начинот на кој се врши контрола за исполнување на условите, ниту пак е определена надлежна институција која ќе врши контрола и мерки кои ќе се превземаат во случај на неисполнување на критериумите и неизвршен поврат на средства. Спроведената ревизија покажала дека антикризните мерки за поддршка на туристичкиот сектор имале само делумно влијание за ефикасно справување со последиците од ковид пандемијата и намалување на ефектите од кризата. Охриѓани и Стружани ќе се запознаат со начините за пристап до бесплатна правна помош. Утре во 9 часот на плоштадот Крушевска република во Охрид, а задутре во истиот термин на градскиот пазар во Струга. Граѓаните ќе имаат можност да се информираат за користење на бесплатната правна помош. Настаните се дел од серијата активности за подигање на свеста и зајакнување на знаењата за бесплатната правна помош меѓу жителите на локалните заедници, но исто така и помеѓу правните професионалци. Дополнително има за цел да се промовира користењето на бесплатната правна помош и пристап до овие услуги во Македонија, со особен фокус на ранливите групи, како што се жените и децата. Активностите на кампањата за бесплатна правна помош, организирани во 12 општини во Македонија, има за цел да ги промовира овие услуги како еден достапен и функционален механизам што нуди ефикасна правна заштита на граѓаните и најважно од се осигурува еднаков пристап до правната помош за оние кои што инаку не би можеле да си ја дозволат. Проектот поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија, како дел од заедничката програма на Советот на Европа за Западен Балкан и Турција, се организира во тесна соработка со Министерството за правда и останатите членови на Националното координативно тело за бесплатна правна помош. Со оваа иницијатива за соработка им се помага на земјите кориснички во Западен Балкан и Турција да се усогласат со европските стандарди. Охридскиот гитарист Никола Гуговски своето хоби изработка на видеогитарски лекции го претвори во примарна работа со солидна заработувачка. Тој има над 200.000 странски следбеници на YouTube и 50 милиони видео прегледи. Самукиот охридски гитарист Никола Гуговски објавува музички видеолекции на интернет платформите на кои го следат над 200.000 луѓе, со над 50 милиони прегледи, претежно странска публика. Неговата дружба со гитарата започнува на 14 годишна возраст, без претходно музичко образование, период кога се појавуваат и онлайн платформите на кои што сега ги објавува гитарските лекции. Јас, како тинеџер, ми беше интересно да видам што се објавува, учев од некои од тие гитарски видеа таму и ми беше интересно да пробам да објавам и јас видео. И
немаше тогаш опрема, мислам немав појма на некој начин како се креираат овие видеа. Чисто сакав само да си дам шанса и почнав да објавам, значи што тоаш првото видео ми е во 2008. Во 2016 година Google Ski почнува да го интензивира објавувањето на видео лекции на неделно ниво. Објаснува како своето хоби успеал да го претвори во примарна работа со солидна заработувачка. Објавував видео лекции во главно за странски бендови, што е нормално да речем. Првично објавував лекции за видеа на Red Hot Chili Peppers бендов и луѓето што сакаат да научат некако стигнуваат до моите видеа. Искрено и јас не знам како, ама најверојатно им се свигаше начинот на кој што ги покажувам видеата. Не зборувам во видеа, само свирам бавно и ги покажувам нотите кои ги свири гитаристов. Значи моментално објавување видеа на YouTube ми е единствена работа и за да почнеш да заработуваш, барем за Македонија, отприлика ти требаат некој 1 милион прегледи месечно. Надвор од онлайн ангажманот, Никола првично свири во музички бендови во Охрид, за да потоа се вклучи во Fighting Windmills. Тоа е групата со која што снима 3 албуми во периодот од 2013 до 2018 година. Имале неколку настапи низ Македонија, меѓу кои посебно е горд на настапот на Offest во организација на Скопскиот джез фестивал. Националното здружение Храбро срце трета година поред ќе го одбележи светскиот ден на органодарителството на плоштадот во Охрид. Ќе бидат поделени едукативни флаери за подигнување на свеста, ќе присуствуваат истакнати кардиолози, интернисти, анестезиолози, матични лекари и медицински сестри, кои секоја година ја даваат својата поддршка на макотрпните заложби на Здруженијето за подигнување на свеста за кадаверични трансплантации. Настанот ќе се одржи утре на градскиот плоштад од 12 часот. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Министерството за одбрана на Република Хрватска информира дека има пожар во областа на Дубровник. За гасење на пожарот кој се уште трае во местноста Слано Мајкови, општина Дубровачка Неретва, распоредени се еден CL415 Канадер и еден AT802R трактор, објави на Твитер Министерството за одбрана на Хрватска. Русија и Украина продолжуваат меѓусебно да се обвинуваат за рекетирање на нуклеарната централа во Запоружје. На социјалните мрежи се шири видео од најголемата електрана во Европа со облакот чад над неа. Ројтерс пишува дека генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш предложил електраната во Запоружје да се прогласи како дел од областа околу неа за демилитаризирана зона. Руската новинска агенција ТАСС пак пренесува дека официјални лица назначени од Русија рекле дека Украина истрелала 2 проектили кон електраната и го попречила предавањето на смената. Во март Русија ја зазеде електраната во Запоружје, руските сили се уште го држат, а таму работат украински експерти. САД го поддржаа предлогот областа околу централата да се прогласи за демилитаризирана зона и представниците на меѓународната атомска енергија МАЕ да ја посетат нуклеарната централа. Вашингтон Пост објави дека агентите на FBI барале документи во врска со нуклеарно оружје кога го пребарале домот на поранешниот претседател Доналд Трамп во Флорида оваа недела. Предходно Министерството за правда на САД побара од судијата да го објави налогот за претрес кој FBI го користеше при претресот на комплексот на Трамп на Флорида. Не е јасно дали таквите документи се пронајдени во претресот на 8 август. Извештајот не може веднаш да биде потврден, веста за потрагата ја разбранува американската политика, бидејќи Трамп, кој е републиканец, се подготвува за можна изборна кампања за претседателската функција во 2024 година. Тој неговите републикански сојузници ја прикажаа потрагата како чин на политичка одмазда. Британската водоводна компанија Yorkshire Water денеска најави воведување одредени рестрикции за вода од 26 август. Причина е што делови на Северна Англија имале најмалку врнежи откако почнале да се евидентираат пред повеќе од 130 години. Уште неколку водоводни компании веќе најавија ограничување во користењето вода, а забраната за користење црева за наводнување и прскалки за корисниците на компанијата South East Water ќе стапи на сила денес, а ограничувањата планира да ги воведе и Темза Water која снабдува 15
милиони луѓе низ Лондон. Претходно неделава британски министер за животна средина Џорџ Џустис ги повика компаниите за водоснабдување да преземат мерки на предпазливост со цел да се заштити снабдувањето со вода и справат со последиците од продолжената суша, бидејќи се предвидува уште еден топлотен бран во земјава. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.